Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и пратениците Бране Петрушевски и Даниел Стојчевски денеска извршија увид во градежните активности на патната траса која што е составен дел на државните патишта, а поминува низ Куманово, улицата Никола Тесла. Станува збор за рехабилитација на патот во должина од 1400 метри, а вкупната инвестиција преку ЈПДП е 20 милиони денари. Во оваа прилика сакам да искажам задоволство како градоначалник на општина Куманово и воедно благодарност и до Влада на Република Македонија, а дополнително и на јавни државни патишта и на менаџерскиот тим што се најдоа за сходно заедно со општината овој деценијски проблем конечно да тргнеме да го решаваме. Претходно на оваа траса општина Куманово во соработка со Министерство за транспорт и врски реинвестираше или го изгради, комплетно го реконструира во делот на оваа траса водоснабдувањето и системот за водоснабдување, а дополнително се надевам во иднина дека со заеднички напори ќе изнајдеме сили да ја завршиме комплетната траса која што тргнува од овде, од Врањско џаде, па завршува се до стариот граничен премин со Република Србија кај село Табановци. Истиот систем се уште не е предаден на подвладение на водовод Куманово. Знам дека има одредени технички недостатоци. Тоа е во комплетна надлежност за Министерство за транспорт и врски, надзорот е нивен, но работиме на тоа истиот, иако делумно функционира, да се стави во целост во функција, но оваа траса на која што работиме моментално е независна од тие градежни активности кои што треба да се одвиваат во иднина. Општина Куманово веќе има порачана проектна документација за уредување на тротоарот на улицата Никола Тесла и од десната страна, а тоа ќе го вградиме во следната развојна програма, истакна градоначалникот Димитриевски одговарајќи на новинарско прашање. Освен регионалниот пат Никола Тесла, ќе се реконструира и патот Белјаковце-Клечовце, како и патот од селото Пчиња до Ваков. Вкупната инвестиција на јавното претпријатие за државни патишта во Куманово ќе биде 85 милиони денари, изјави директорот на претпријатието Коце Трајановски. Јавното претпријатие државни патишта активно работи на обнова и реконструкција и санација на државните патишта, значи автопатите, магистралните, експресните патишта, меѓутоа не се заборавени ниту регионалните патишта. Еден од тие е и овој регионален пат Никола Тесла, кој што денеска почнуваме или вчера почнаме со негова рехабилитација. Рехабилитацијата ќе биде во должина од 1400 метри, со променлива ширина од 6,5 метри до 9 метри, или вкупна површина на асфалт на која што ќе биде поставена е околу 10.000 метри квадратни. Вкупната инвестиција преку јавното претпријатие државни патишта е и 20 милиони денари. Покрај тоа, веќе е почната со реконструкција на патот Белјаковце-Клечовце. Тоа е во вредност од околу 35 милиони денари. Откако ќе завршат овие два регионални пата, ќе почне исто така реконструкција на патот од Пчиња до Ваков. Или вкупната инвестиција на јавното претпријатие државни патишта во општина Куманово ќе биде 85 милиони денари. Јавното претпријатие државни патишта за реконструкција на овие регионални патишта во рамките на програмата на јавното претпријатие за 2025, а со договор со јавното претпријатие Македонија пат има планирано и предвидено 700 милиони денари оваа година за реконструкција и рехабилитација на регионалните патишта. Се трудиме да во секоја општина, онаму кај што е најкритично, нормално во соработка со локалната самоуправа, со градоначалниците, да видиме кои се тие најприоритетни патишта кои што му треба оваа година да ги реконструираме. Останатите ќе бидат следната година. Покрај тоа, да имаме надзор на сите патишта и тие ни даваат своje мислење и нормално стручните служби од јавното претпријатие. Така да овој патен правец е многу значен за Куманово и затоа во соработка со градоначалникот, во соработка со локалната самоуправа е ставен како приоритет за неговата реконструкција. Нов кружен тек, санација на училишта и улици се дел од проектите чија што реализација ќе го подобри животот во Куманово, најави градоначалникот Димитриевски при увидот на градежните работи на Никола Тесла. Еден од поголемите проекти во општина Куманово е секако изградбата на кружниот ток и проширување на булеварот, тоест продолжување на булеварот
Октомвриска револуција и изградба на нов кружен ток на точката раскрсница на Октомвриска револуција булевар со улицата Доне Божинов. Дополнително, како што знаете, спортската сала е веќе комплетно завршена, само се чека ентериерно уредување на работните простории внатре и техничкиот прием за објектот и уште голем број на улици, реконструкции, санации на други објекти, меѓу кои има и училишта. Средствата за рехабилитација на регионалните патни правци во единиците на локалната самоуправа се издвојуваат од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта, а активностите се изведуваат преку договорот со јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, односно Македонија Пат.